на фреквенцијата на 1 ТВ вечерва уште еден уреднички брифинг. Тема на овој уреднички брифинг нема да биде ни името, ни НАТО, ни Европска Унија, ни советниците на Груевски и на актуелниот премиер Зоран Заев, туку платите на регулаторните тела и на агенциите. Зошто платите? Затоа што одамна се шушка и гласно се зборува дека тие земаат, директорите и членовите на регулаторните тела земаат плати за македонски прилики дебели и највисоки. Тие имаат поголеми плати од председателот на државата, од премиерот, од министрите. Една таква истражувачка сторија направи колегата од веб порталот за истражувачки истории, СКУП, колегата Горан Левков. Горан, добро вечер. Добро вечер. Еве, јас веќе најавив дека ти направи еден документарец, односно истражување за платите во регулаторното тело за енергетика. Сумите за македонски прилики, сумите на платите се фрапантни и пред малку ти ми рече, па дури и да се, големи се на вистина, но дали ги заслужуваат. Јас предлагам прво да го погледнеме документарецот, на гледачите да им стане јасно зашто подоцна ти ќе објаснуваш како и на какви пречки најде при работењето на оваа сторија. Гордана Бешлиовска. Таа е медицинска сестра со повеќе од 25 годишно искуство во јавното здравство. Стрес, напорна работа, многу непреспиени ноќи. Тоа се условно речено придобивките што и ги носи оваа професија. Незината стручна надоградба е на највисоко ниво. Имаме случаеви, во текот на летните одмори, на годишните одмори, така да кажам, кога дефицитот кој што е континуиран, нормално заради годишните одмори е иницииран во многу поголема форма и во тој случај организирани во 24 часовна работа, не можете да ги прераспределите да го остварува дежурството на секој трети или четврти ден и се повлекува дежурството на и во текот на месецот имате, да речеме, 10 до 12 дежурства и нормално дека ќе се остварат 250 часа и без разлика што работниот месец можеби носи 178 или 182 максимум часови работни по недела. Димитар Петров е председател на Регулаторната комисија за енергетика. И тој е со високо образование како и Гордана, но тој нема толку работа како неа. За разлика од медицинските лица, работните часови во Регулаторна комисија за енергетика се регулирани согласно законите на Република Македонија. Нема ноќен труд, нема дежурства, нема екстра работни часови. Просечните примања на 25 вработени членови на Регулаторната комисија за енергетика изнесува околу 70.000 денари. Овие плати се неколку пати повисоки од платите на медицинскиот персонал. Ако месецот е 176 работни часа, а направиле, да речеме, вишок на работна саатнина од 230 или 240 работни часа, не може повеќе од
2000 денара на месечно ниво да имаат плюс на основната плата која што вие кажувам од 16 до 18.000 денара за сестра со средна стручна спрема. Сестрите со високо образование, значи, имаат стартна плата која што е некаде околу 23-24.000 денара, каде што додатоците по основ на ноќен труд се со друго пресметување на саатнината и така една сестра која што работи во сменска работа со високо образование може да достигне плата до 26-27.000 денара. Но Петров, кој е од Кратово, од регулаторна, како член на оваа комисија, минатата година примил повеќе пари и од председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Документите до кои дојде СКУП покажуваат дека само во 2017 година нему му се исплатени 24.000 евра. За плата добил 21.000 евра, како регрес за годишен одмор му се исплатени 380 евра, за службени патувања 860 евра и за одвоен живот околу 1300 евра. Примањата на членовите на регулаторната комисија, како и на вработените во оваа институција, се далеку повисоки од многу врвни професори кои со нивната децениска работа и труд оставиле длабоки траги и го задолжиле македонското општество. Јас сега од 1.5.78 сум примен од помлад асистент на 22 години на правен факултет. Само една година, мислам, имам, тогаш идевме во војска во ЈНА. Значи, имам сега на 1. мај, од 1. мај ми е решението, 1. мај 78, сега ќе полнам 39, фактички 40, ама една година војска, значи 39 години стаж. Државата за мене, од буџетот одделува 50.300 денара бруто плата за редовен професор. Тоа нето испаѓа околу 38.000. Јас завршив, мислам, не фаќа да зборим, меѓу 68 и 70.000 денари, со тоа што во таа сума ми беа дежурствата ставени. Ние, институтот работи 24 сати, нема празник, нема делник, нема работни денови. Тој е нон-стоп отворен и има луѓе кои што мора 24 сати да го покриваат и настаните се такви. Но Димитар Петров не е најплатениот функционер во регулаторна комисија за енергетика. Членот на комисијата од Тетовско, Енвер Елмази, го држи рекордот со 24.100 евра. Тој има пониска плата од Петров, но во 2017 година зел околу 4.000 евра за користење на собствено возило за службени потреби и тоа му го донело лидерското место на листата најплатени во регулаторната комисија. Следен на списокот во оваа комисија е Куштвир Рамадани со 22.400 евра, Светлана Јаневска со 21.000 евра, Видан Кулевски со 21.000 евра, Елена Маркова Велинова со 20.000 и Дејан Бошковски со примања од 19.000 евра. Во Македонија не може да има член на регулаторна комисија или 3 пати поголема плата, оставете го професор, ние никој пат не сме били од председател на држава, например, од премиер. Јас поставам прашање како премиерот, како он може да дозволи некој да има 2 пати или 3 пати поголема плата од него. Ако е он регулатор, вистински, може да и ја заслужува плата, но ако ја, како премиер, него сум го поставил таму, за да има 3 пати поголема плата, малку е, како да кажам, малку е морбидно. На 15 декември 2017 година регулаторната комисија објави документ во кој не баш прецизно, во замаглена форма, ги представи примањата на низините членови. Веднаш по овој документ во Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија од свиркач, од известител, беше донесен друг документ. Од него појасно се гледа разликата во примањата во регулаторната комисија. Поради новите факти во СКУП решивме да ги побараме исплатите по сите основи на членовите на регулаторна. На 26 јануари 2018 година, само еден ден пред да истече законскиот рок за одговор, оттаму испрати решение со кое ги одбиваат нашите барања за слободен пристап со образложение дека примањата на вработените биле лични податоци
иако примањата на членовите и на вработените во регулаторна се буџетски пари, значи пари на граѓаните. На 2 февруари поднесовме жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информација од јавен карактер. На 1 март 2018 година жалбата беше усвоена и Регулаторна комисија за енергетика беше задолжена во рок од 15 дена да одговори на нашите прашања. Конечни, а сепак делумни податоци добивме дури 3-4 недели подоцна. Од првичното барање информации за примањата во регулаторна, од 26 декември, помина цели 3 месеци за ние, односно јавноста, да ги добие делумните податоци само за 2017 година. Нивните плати секако треба да бидат јавни и да знаеме и да бидат објавени не само платите, да бидат објавени биографиите, да биде објавено искуството на тие луѓе, како биле назначени на тие позиции. Најлошо е ако се назначени само поради припадност на некоја политичка партија. Дополнително ја побаравме и формулата за пресметување на платата на регулаторите. Но до завршувањето на овој документарец одговор не добивме. Експертите велат дека со ваквиот начин на комуникација со јавноста, Регулаторна комисија за енергетика го прекрши Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Состојбата со корупцијата во енергетскиот сектор во Македонија никогаш не успеавме соодветно да ја отвориме. Затоа што овој сектор стално бил многу затворен за информации. Информациите не можевме да ги добиеме со официјалните барања. Но висината на платите не е најголемиот проблем за Регулаторна комисија за енергетика. Со начинот на изборот на членовите се создава простор за сомневање од партизација. Функцијата на регулаторите кај нас ја толку ја сведовме на нула, да фактички ги сведовме на удомување на елитни по мене партиски војници, бидејќи тамо навистина во членот на регулаторна комисија има навистина елитни за Македонија многу високи примања и едноставно тие затварат ако му треба нешто ќе дигне премиерот или некој, дај овде имате вишок средства да инвестирате. И тоа не сме он да му се обрати во вистински регулатор. На никој да му рече како овој што за панорамското тркало или оној да му рече да 3-4 милиона да инвестира. Тоа е строго наменски пари и нормално така ги биде. Па не впрочем, нели имавме 3 милиона од МАПАС им ги земаа на луѓето парите, владата работа. Тоа е недозволиво. Тоа е веќе криминал. Димитар Петров доаѓа на оваа позиција како висок функционер на ВМРО ДПМН во Кратово. Видан Кулевски, сега веќе со истечен мандат, доаѓа како функционер на истата партија од Битола. Дејан Бошковски во времето на практицирањето на власта на ВМРО ДПМН е директор на Елем. Поради оваа одредба, Собранието, по предлог на владата, неодамна го разреши Бошковски од членството во регулаторна. Познавачите на состојбите велат дека ништо подобри кадри за членови во Регулаторна комисија за енергетика не донесе ниту Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На местото на Елена Маркова Велинова, тие го предложија Панче Орцев, поранешен пратеник на СДСМ од Струмица и близок соработник на Зоран Заев. Но и Орце не ги исполнува условите за да стане член на Регулаторна комисија и тоа според истиот член по кој е разрешен Дејан Бошковски. Од 2011 до 2016 година Орцев е пратеник во Собранието на Република Македонија. Поради ова тој не ги исполнува условите од член 18 став 2 во кој се вели: да биде лице со искуство во енергетскиот сектор, што се потврдува со најмалку 10 години работно искуство во последните 15 години, од кои последните 5 години во енергетскиот сектор, во технички, правни, финансиски, советодавни, економски или академски организации или институции. Ако идете кај еден службеник во МВР и да речете барам, например, да изведам сега лична карта, тој ќе ви каже уплата такса 100 денари, апликација, не знам, државјанство, да имате ова. Ако ви фали еден документ
и некој ви издаде лична карта во МВР, тој ќе одговара кривично. Точно, ама тука е детектирана право оној кој што одлучува. Тоа е добра ви аналогија. Чекорите се такви во законот, толку е еластично, затоа што одговорноста тука се разводнува. За разлика во вашиот пример, каде што точно се знае. Ако јас на некој му издадам лична карта, кој што нема македонско државјанство, ја кривично ќе одговарам. Тоа е фалсификат. А овде, фактички, затоа повторувам, законот треба да се смени и да се точно да се лоцира. Ако апликантите конкурираат во комисија, во собрание, кај што е опозиција и позиција, и ако некој дискутира и каже овој човек не ги исполнува условите, мимо тоа, он може и на собрание да биде избран, да се разбере. Но тоа е кажано, тоа е нотирано, јавноста веќе ќе биде запознаена. Побаравме изјава од Панче Орцев, но тој, исто како и неговите колеги, не одговори на нашето барање. Во регулаторната комисија имаме луѓе кои што не ги исполнуваат основните услови, а се назначени од страна на политиката. И тоа е голем проблем. А ако се постават партиски луѓе, кои што затоа што никако не би требало да бидат таму, не ги исполниле условите, а таму платата е голема, за таа голема плата ќе удоволат на барање на политиката. И тука веќе имаме ризик од корупција. Еве, тоа е видеосторијата за платите во регулаторната за енергетика. Тоа е таа комисија која ги одредува цената на горивата, на струјата, на водата. Видовте и самите во оваа сторија која што ја работеше мојот вечерашен гостин Горан Левков, дека имал прилично тешкоти да дојде до податоците колкави им се личните примања. Кажа дека ги добил од свиркач. Горан? Во ситуацијата имаше некаде околу 15 декември, минатата година објавија еден документ од регулаторна комисија за енергетика во кој во завиена форма беа представени приходите и се јави човек кај нас, Тоа е тој свиркачот. Тоа е тој свиркач што ни спомена дека не е баш така како што зборува. Значи тие рекоа платите во смисла на член на комисија се од 60 на пример до 100.000 денари или така нешто беше. Од 1000 до 1500 евра. Од 1000 до 1500 евра или помалку беше, нема држите точно за зборама во завиена форма. Целта и интенцијата на СКУП е да ги добие вистинските податоци со документи од кај што требаше. Па и јавноста треба да знае, тоа се пари на граѓаните. Тоа се пари на граѓаните, тоа се пари што им е овозможено со законите да ги земат и да ги заработат тие. Значи тоа се пари што тие ги имат добиено од компаниите кои што ги земат парите од граѓаните. Дали тоа се јавни претпријатија, дали тоа се акционерски друштва кои што работат со струја на пример, дали тоа се некои други форми на претпријатија кои што ги заработуваат парите во делот на енергетиката и плаќаат лиценци и концесии на регулаторната комисија за енергетика. И прилично доста време ни одзеде списокот на луѓе во регулаторна комисија што ни го достави свиркачот беше доста голем. Значи не е само за вработените, за членовите кои што имаат некаде по околу 2000 евра примања, просечната плата за тие 30 на луѓе што беа внатре, што се вработени беше некаде од 60 до 70.000 денари. Значи просечната плата тука влегува и чистачката, платата на чистачката,
Впрочем, да. би Значи, појасни. може би не бе, аз сите мислам дека околу 30 и нешто вработени има, ние поднесовме барање за 20 и неколку, ама просекот на тие 20 и неколку вработени што беа таму беше некаде околу 60 до 70.000 денари. Вкупни примања. Значи не само платите, овде влегува регрес за годишен одмор, влегува Надоместок например, за надоместок за патни одвоен трошоци ако живот. има, за одвоен живот ако има, по сите основи. Значи ние ги бараме дневници за службени патувања во странство, например, дневници за исплатени, например, хотели или такви трошоци. Значи по сите основи беа прилично високи. Ти, кога пред да почне емисијава, кога разговаравме, ми кажа дека малку и со една итрина сте се послужиле, дека не од списокот не го доставивте целиот, него за секој поединечно баравте, за да не ви дадат само за 2-3 и после да ви речат, веќе ви одговоривме, не можеме повторно. Па имавме такви искуства од порано, ние како СКУП работиме со документи. И можеби едни од колегите, можеби меѓу тие сме колеги што барале доста документи од институции, работиме со тоа е начинот на работа и сме имали искуство така да ќе поднесеме, лоши искуства. Впрочем, гледавме од самиот документарен филм, видовме дека тие ќе направат се за да ве оневозможат да стигне до документите. Не само нас и вас како колеги, новинари, сите други, јавноста да не дознае, например, да сокријат. А во делот на борбата против корупцијата има едно златно правило кое што се вика тајнината или тајноста е мајка на корупцијата. Колку нешта да се потајни, толку можностите за корупција се поголеми. Колку нешта да се појавни и потранспарентни, можности се намалуваат. И затоа поривот, например, не само на членовите или на регулаторната комисија за енергетика, туку на сите комисии, на сите агенции, на сите државни дела, целта е да може нешто што е незаконски да се сокрие. И обично за нас, например, како новинари, кога ќе видиме ситуација дека некој нешто не ни дава или крие, тоа е сигнал кај нас дека има нешто таму што не е добро. Значи има некој цел и желба нешто да сокрие. Добро, од документарецот видов дека кажа ти дека сте добиле одговор на првото ваше барање до регулаторната дека не можат да ви ги дадат тие податоци. По која основа не можат да ви ги дадат кога се тоа треба да бидат јавни податоци бидејќи се работи за пари на граѓаните, тоа не се класифицирани тајни податоци. Да, по законот секој податок што не е класифициран треба да биде достапен за граѓаните. И ова беше на таква ситуација, мада мислам јас и тие беа свесни и тие знаеја дека тие ти ги дадат тие документи порано или покасно. Да добијат во време. Значи не случајно ако го следивте целиот тој дел и постапка на време трајање на процедурата, значи ние поднесовме барање на 26 декември и тие заклучиле 20 и кусур дена заклучувале дека тоа се лични податоци. Го чекале последниот рок. До последниот рок, последните 2-3 дена. Дека 30 дена е рокот за да се одговори. Да, 30 дена е рокот да одговорат, значи тие одговорија дали не ме држите точно за збор, некаде в третата декада на јануари. Значи дали малтене 2-3 дена пред да истече рокот, одговорија на тоа, поднесовме барање, веднаш поднесовме барање до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информација од јавен карактер, позитивно одговорија таму. Ама и таму сте чекале, ви одговориле колку што видов последните денови. Не, тие ги задолжија. Тие ги задолжија да одговорат и овие не одговорија пак во рокот тие 15 дена, мислам дека пак го пробија рокот и дури првични податоци, значи не целосни. Зборуваме дека за првични податоци, некои првични делумни податоци, затоа што во нашето барање стоеше да ни ги достават исплатените пари од 2012 до 2017 година. Тие ги доставија само за 2017 Само за последната 2017. Само за последната година. Другите 5 години се уште ги немаме. Значи таму може да имаме и други пари. Дајме дека порано имаше закон за патни трошоци на има ги користеа. Има многу и злоупотреби во регулаторните и во агенциите. Како впрочем во сите институции што има. Во поранешно, значи податоци што ги добивме се само за влењето малтене да кажеме додека СДСМ е на власт. А што се работело порано? А овој Димитар Петров е директор избран од владата на Груевски колку поодамна? Па тој мислам дека е 2008, 9, 10 или 11. Во тој период не ме држите точно за збор, мислам дека во 2 мандати. Значи добро се офајдал. Па во 2 мандати беше претседател на комисијата. Бараше ли ти прием кај него?
Па јас барав за сите членови поред што се таму, барав посебно изјава. Бараше ли Значи, не средба со Димитар Петров? Да, барав со сите средба. Никој не одговори на средбата. Одговорија само на закон, на податоците што ги барав, затоа што тие се законски обврзани. А инаку посебно имав поднесено барање за изјави до сите нив, вклучувајќи го и новиот член што е Панчо Орцев од Струмица, до сите никој не крена слушалка, никој не се јави, никој не одговори на барање за изјава. Значи, не барање за слободен пристап до информација од јавен карактер, туку барање за изјава да излезе и да каже. Некој може да ќе го оправда тие трошоци или некој ќе каже нешто, платите се високи, треба да бидат високи. А ако се сеќавате за таа позиција, мислам дека за таа позиција имаше и големи сплетки, ако не и физички пресметки, пред неколку години кога Димитар Петров требаше да стане председател на регулаторната комисија за енергетика. Че таа е посакувана позиција. Што би рекол професорот Давидковски, за таа позиција за елитни партијци. Да, тоа е позиција за вдомување на ислужени партиски кадри, малку не пратеници. Гледаме дека и СДСМ почнало да го практикува тоа. Па не гледа, значи ние го сменивме Груевски, ама во институциите се уште груевизмот како систем и постои. Значи, ова е еден од начините, има и други кандидати кои што така беа ставани. Имаше, например, една Катерина Димевска, мислам дека како се викаше поранешна пратеничка на ВМРО ДПМН од Прилеп. Да. Таа беше во регулаторна комисија, во комисија за слободен пристап до информација од јавен карактер, после таму во комисија за домување, мислам дека тој Илија Китановски, како се викаше пратеникот на ВМРО ДПМН од Кичево, мислам дека тоа е исто таму во таа комисија за домување, мислам дека имаше и други едни исти луѓе, едни исти фаци што се вртеа од комисија на комисија. Да, таму платите се високи, значи најниска плата е околу 40-50 илјади денари, ако не и повисока. Зборувам за другите комисии, не за регулатори. Да, за регулатори. А овие комисии кои што имаат и приходи, имаат некои комисии што немаат дополнителни приходи. Например, дополнителни приходи од дејноста да се издвојуваат за нив. А овие што имаат и некои како Агенција за аудиовизуелни услуги кои што платят сите, например, сите кои што платят за лиценци, за концесии или некои такви приходи, таму се прилично има големи средства. Да. А буџетите им се посебни и на регулаторнава и на други. Имаат свој буџет. Да, ти имаат свој буџет и по принцип, по правило, државата не смее да се меша во нивните буџети. Ти имаат може да се направи ревизија на работите. Да, задолжително, значи ако работат незаконски во секој момент, ти подлежат на законите на Република Македонија. Значи ти одговараат за секоја незаконска постапка и кривично и секако, мислам, не се изземени од тој дел, туку кај нив не може, например, да се јави премиерот, не може да се јави никој функционери да рече префрлете толку пари ваму или таму, или ние може да ги земеме тие пари како влада, не сте ги искористили или буџетски вака така. Значи тие се кај нив пари и тие обично служат за развој на дејноста. Значи, дали ќе организираат некои кампањи, нешто, дали ќе организираат некои советувања, дали ќе се впуштат во некоја друга форма на едукација на луѓето, например, за одредена појава, например, во регулаторна комисија за енергетика, дали ќе прават некоја кампања за заштита на енергијата, комисија за домовање. Ништо што е од нивната дејност. Да, што е од дејноста, за развој на дејноста. Панорамското тркало не е нивна дејност. Да, воопшто не е дејност на овие што го градеа. Која беше Агенција за аудиовизуелни комуникации, кој го градеше таму. Имавме ситуација порано дека, како што спомена професорот Давидковски, дека од МАПАС беа земени пари. Значи, им се видело дека многу пари имат, ајде им ги земеме парите, човек, тоа е недозволиво. Значи, не смееш ти на регулирано тело, такво тело, да му земеш пари за некои други дејности и цели. Значи, може да ја намалиш стапката по кој што примаат пари, можеш да го промениш законот ако се види дека екстремно високи се сумите кои што ги имаат, не може да ги искористат. Али ти да изземеш пари од сметката за некои други дејности кои што му текнало на некој, не сам недозволиво е тоа. Пред кога разговаравме, ти ми рече дека и Европа така, мислам, на регулаторите на тоа даваат високи плати, но си ја вршат работата. И не би било до толку проблем, дури да имаат 2000 евра, ама да си ја вршат работата и нашиве регулатори. Да, ако функцијата ја исполнуваат, ако се вистинските луѓе... Макар што малку стварно кај граѓаните и кај сите тоа создава револт, бидејќи на крај крајва тоа се пари наши. Да, ако тие стварно ја вршат работата и не заштитат нас како граѓани, и не заштитат од некои појави, например, некои компании, некои
да речеме што сакат да направат нешто, да ги земат нашите пари на некој начин, окей. Да ги земат тие пари. Ама како ќе не заштите, например, еден Панче Орцев, кој човекот можеби нема еден ден работено во енергетика, Да. Не знам кој е Другите начин. членови исто Па некои можеби имаат, например, ајде врска за со овие. енергетика. Да. За некои има, например, мислам дека Димитар Петров порано има работено во некои од овие енергетски компании. Не сум баш сигурен дали Мелем, дали во некој, не сум баш сигурен за него. Мислам дека и другиот член што беше тој Видан Кулевски од Битола, мислам дека и тој имаше работено. Дејан Бошковски беше директор на Елем или Мепсо ли беше во управните тела на овие компании. Ајде тие може да имат некоја врска и имаат сигурно познавање, може да не толку како некои што се бават со тоа, ама пак имаат некои. Моја лична перцепција е дека во Македонија политичарите немаат толку големи познавања за појавите како професионалците што се. Ако јас се прашам, на пример, Да, таму треба професионалци. да, наистина. таму треба А професионалци. не партиски елитни. Партиски војници не треба да се тргнат настрана, може во парламентот каде што е место за партиски луѓе или во политиката, но во конкретните тела, што се професионални тела, треба да ги ставиме професионалци за да не заштитат. Нас како граѓани, Македонија воопшто како општество. А доколку ги оставиме, ако ги продолжиме нештата на тој начин, не гледам како ние ќе ги промениме нештата, ако повторно ние заробат или ги заробат институциите, како што беше периодот со Груевски. И сега овие плати, може некој да им ги смени? Димитар Петров, кај да е, ќе го разрешат сигурно со новиот закон за... Па се зборува веќе дека се шушка дека веќе со Ама да не им закон- донесат некој нов Димитар само од СДСМ. Па ако тргнало, ако се следи примерот со Панче Орцев, мислам дека веќе Јасно. не гледам на кој начин ќе се промени тоа. Значи, ако ги донесат новите кадри, ако бидат истите такви кадри, не гледам што би се променило. Тоа ќе бидат луѓе пак што ќе удоволат на И ќе политиката. се зимаат по 2000 евра. Да, тие ќе зимаат по 2000 евра, проблемот е што ние нема да бидеме заштитени како граѓани. Значи, тие ќе ги земаат платите, ајде, окей, например, и не е толку голема грешка што ги земаат високите плати, стварно да си ги заработат. Значи, ајде замислеме, например, да имаме ситуација некои врвни професори на електрофакултет или некои што работеле на вистина, што животот го оставиле во енергетиката, ајде, вреди. Например, тоа е регулаторно тело, треба да бидат заштитени од корупција, например, тие луѓе да бидат удоволени со приходи и со примања за да не бидат подлежни на корупција или тие работи, се е окей тоа. Ама во ситуација кога тие луѓе ти доваѓаат од политиката, не знам кој е начинот да не заштитат тие и од корумпирани луѓе и од луѓе со лоши намери кои што сакаат нешто да направат. Затоа што тие се многу важни тела, тие тела ги одредуваат, значи со една одлука тие дневно со една одлука можеби на некој да му носат милиони евра дневно. Да. Значи замислете на пример само за еден денар да има отстапување од цената на нафтените деривати, тоа се огромни пари. Да, покрај високите плати имаат и можност за корупција. Да Па, бидат корумпирани можноста за корупција во секое регулирано тело. Да. Во секое регулирано тело можноста за корупција постои, тоа треба некако систем да се изградиме добар систем и да се избориме таквите луѓе, таквите ситуации, например, да ги избегнеме. Значи, системски е пристапот и начинот за борба против корупција, а не смееме да ги оставиме тоа само на одредени луѓе. Тоа, впрочем, ни се покаже, најсвеж пример кај нас беше Косово за тие работи. Многу тие донесоа со интенција дека нема да бидат корумпирани, ако донесеме да сузбијат корупцијата, ако донесат луѓе од запад. Имаше ситуација дека во Македонија беше уопсен, мислам дека од шведјанин директор на косовската полиција со пари. Да, Сигурно значи, зборот ми треба да имаме системски пристап за борба против ова и треба да имаме уствари системски пристап во ситуација од почеток до крај да се почитуваат процедурите. Значи, во регулаторната комисија за енергетика законот не е испочитуван. Кога не е испочитуван законот, кога сме поставиле лоши луѓе за членови, платите ги земаат. Платите ги земаат секако, кога сме поставиле лоши луѓе за членови, кои што не ги исполнуваат условите, можеме да замислиме какво ќе бидат одлуките. Значи, одлуките што ќе ги носат тие, како прво, тие не можат да носат одлука без знаење. Како и да е, ако еден лекар или еден професор
ги слушна овие податоци или ги знае дека во тие агенции регулаторни земаат по 2 и кусур илјади евра плата, а врвни лекари, професори на клиника земаат, дали земаат 1000 евра, нека земаат 1000 евра, тоа сигурно дека ги демобилизира, дека многу шокантно е таквите разлики. За целото општество е тоа. Да. Значи не само за лекарите, имаме ние врвни професионалци што не се платени. Не случајно е тоа екзодус на млади луѓе што заминува. Значи ти млади луѓе не ја гледат визијата. Нема една професија да речеш вистински вреднувана. Вистински вреднувани, кој што да каже на пример на еден млад студент да каже јас сакам да бидам таков и таков професионалец затоа што професијата е вреднувана, ќе имам добри услови и добар живот во Македонија. Значи имаме абсурдни такви ситуации што од друга страна покажуваат само на некој начин колку е труло нашето општество и делот на платите за општеството. Значи, ти не можеш да се доведеш во ситуација да еден лекар специјалист има 30.000 денари плата, а од друга страна имаш партиски војник што има средно образование, можда и помало од средно образование, само што е поставен во регулаторна комисија за нешто, има 70.000 денари плата. А нема искуство колку што лекарот има школа завршено. Еве и министерот за администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски пред 2-3 дена во една телевизиска емисија изјави дека платите, системот на плати ни е хаотичен, нема никаква логика во тоа кој колкава плата зема во државава. Нашиот принцип вели тоа е секој да добива иста плата за иста работа. Министерството за финансии прави одредени анализи, тврди министерот Манчевски, и ќе излезе со предлог за да се направи некакво порамнување. Ајде да видиме и оваа изјава на министерот Манчевски. Во клиничкиот центар во Скопје се укинуваат посебните клиники како посебни организациони единици и се спојуваат во под една управа, значи ќе се укинат сите управни одбори на секоја посебна клиника. Ќе ги нема ни тие дополнителните економски директори што беа по секој од клиниките. Така што веќе почнуваме со одредена рационализација, затоа што и најосновата логика, направите математика, ќе ви даде дека многу е поефикасно и поевтино, особено за здравствениот сектор, каде што е прилично ни се потребни пари за да се подобри здравствената услуга, да мораме да скратиме малце на администрацијата и она што значи институционално управување. Што мислите за тоа што во членови на некои управни одбори дури не земаат никаков надоместок за седници, а во други институции пак добиваат и до 400 евра надоместок од одржана седница. Има ли можност за коригирање на начинот на утврдување на сумата, висината на ова сума која што им се исплатува? Ова не е само со надоместокот за управните и надзорни одбори, ова е случај и со платите, например. Значи системот на плати ни е толку хаотичен, можем да кажем, дека нема никаква логика во тоа кој колкава плата зема. Оно што ние го велиме и нашиот принцип е дека секој треба да добива иста плата за иста работа. И врз база на ова веќе Министерството на финансии прави одредени анализи и ќе даде, ќе излезе предлог со кој што ќе може да се направи некаква, ние ја викам урамниловка или како ќе окрстиме тоа. Што се однесува до овие управни надзорни одбори, навистина ни треба овие податоци што денеска се презентираат, за да можеме веднаш да спроведеме нешто. Она што генерално им фали на институциите кај нас е основни податоци, анализи врз база на кои што ќе може да знаеме точно во секоја институција реалната состојба, за да може да ги превземе конкретните мерки. И затоа ги договоривме и овие истражувања, затоа ни се потребни и овие анализи, за да врз основа тоа можеме конкретни мерки да превземеме. Изјавата на министерот Манчевски од емисијата 360 степени на која оди на Алсат ТВ. Левков, ќе продолжиш ли да истражуваш дали ќе настане промена во регулаторната и во сите други регулаторни, дали ќе има околу платите корекции или не? Да, ќе направиме истражување, мислам истражувањето ќе продолжи. Да. Па додека ги собереме податоци. Да. Ова е процедура која за жал кај нас премногу долго трае. И мора да се коригира. Значи мислам дека нема држава во регионот каде што рокот за добивање на податоци е 30 дена. Знам дека во Србија е 15 дена и во другите земји
и другите земји е намалена таа процедура само за поголема транспарентност. Замислете, например, да работите во дневно новинарство, да ви кажат дека 30 дена ви е рокот за процедура за да ви одговорат некој, мислам. Јас правев пред 2-3 години еден проект истражување за начинот на кој треба да бидат побарани информациите од институциите и околу временскиот рок 30 дена. Тогаш од комисијата ветуваа дека и тие сакаат да се скрати на 15 дена, но поминаа најмалку 5 години, ништо нема од тоа. Пак е рокот 30 дена и тогаш заклучивме дека 30 дена е премногу. Да, тоа е премногу и мислам дека Што има тука, тие податоци треба да бидат јавни, да ги објавуваат на нивните веб страни? Да, во сите западни земји, например, кога се побара барање, има тие податоци ги објавуваат јавно. Па јавно ги објавуваат. Самите треба заради поголема транспарентност да ги објават и да се стојат тие податоци кај нив на сајтот и на нив им се олесни работата. Значи, ако ти ги објават сите фактури што ги имаат, ако ги објават платите више, имаме огромен материјал за кој што не мора ни да бараме официјално, само ќе седнеме на нивниот сајт и го видиме. Ама процениле дека е подобро да бидат тајни? Веројатно и они се свесни дека се тоа превисоки плати за македонски. Не само за плати, да, кај се фактурите од друга страна. Да, надоместоците. Надоместоците за плати, мислам дека патарини и многу други работи, плюс тоа и во делот на реализација на, пак ќе се вратам на јавните набавки. Значи тоа се треба да биде јавно. Ако сакаме транспарентност, ако сакаме поздрава конкуренција и поздрава општество на некој начин. Се тоа треба да биде јавно, за да утре некој ако планира да направи некој криминал, да го има тоа во увид дека ќе биде откриен. На крај крајва и граѓаните да бидат информирани каде и како се трошат нивните пари. Да, тоа е главната поента. Значи, кога даваме пари, ние треба да имаме информација каде ни заминуваат нашите пари. Секојдневно плаќаме даноци, плаќаме такси, плаќаме придонеси и други давачки, државни давачки за кои што треба да имаме право да знаеме како се трошат. Да, задолжително, мора да знаеме како се трошат. Левков, ти благодарам на учеството во ТВ брифингот. На вас ви благодарам за поканата. Вам, почитувани гледачи, пријатна вечер.